Над 40 конјаници го одат патот на Црешовото топче до славно Крушево. Традиција стара скоро 5 децении. Секој Илинден, коњскиот од низ различни краишта од земјава подсетува на стартот на револуцијата за слободна Македонија. Иако Илинденскиот марш е најголемата символика на Илинденското востание, за власта конјаниците изгледа и не се толку важни. Александар Пандов, предводник на најголемата конјаница кој во моментов е на половина пат до Крушево, за Алфа од Цер сведочи дека во последните години на Мечкин камен тие се последни во владиниот протокол, а празникот Илинден не се одбележува достоинствено како што доликува. Они на самиот ден Илинден на 2 август горе не третираат онака како нужно зло кое што не има и не може да не елиминираат тоа, не може да ни го земат правото ние оваа традиција да ја задржиме. Меѓутоа, таму не ставаат сосема на крај во цел тој протокол од која се ќе заврши. Конјаницата Бигорски манастир се движи точно по рутата по која се движеле монасите од манастирот кои ги носеле Црешовите топчиња. Моментално се наоѓаат во Цер, каде ќе преноќат, а во Крушево треба да пристигнат утре во попладневните часови. Досега се движат без проблеми по предвиденото време. Иако температурите се високи, жилбата да се одржи традицијата е поголема. Сето тоа е составен дел од ова и е преубаво едноставно. Има одлично дружење, секаде каде што ќе застанеме луѓето во огромен број се не пречекуваат со песни, со ора, со знамења македонски, онака предилинденски како што личи на крајот од денот. Она што радува е дека интерес има кај помладите. 42-те конјаници од речиси цела Македонија се составени генерално од помлади. Тие сами се финансираат за целиот марш. Единствена државна институција која е поддржувач годинава е само општина Аеродром. За учесниците е нејасно зошто власта не помага никако да се зачува традицијата. Гледаат и да не минимизираат нас како конјаници, а и целиот Илинден на крајот од денот и народен собир кој што треба да биде се македонски за 2 август. Гледаме дека во овие 5-6-7 години колку што се они на власт, релативно е онака сведено на од што мора да го прослават. За прв пат од Горно Лисиче до Крушево Илинденскиот марш се случил во 1978 година. Тројцата другари Гоце Стевковски, Борче Стевковски и Борис Мејковски пладнето на 31 јули стигнале во Крушево. Годинава конјаницата број 42 учесници. Од Скопски аеродром беа испратени на 28 јули со традиционална македонска музика и културно-уметничка програма.